Илијада, песна 13. Бојка и корабите. Кога ги доближил Зевс до корабите тројанците и Хектор, онде ги оставил нив да страдаат и да се мачат. Потем светкавите очи ги заврте за да ја види онаа далечна земја над раците, коњици вешти, мисите, борци од блиску и кон хипемолзите славни, кон млекојадците баш и јабијците, праведни мошне. Никако веќе кон Троја не ги вртел сјајните очи, зашто од безсмртните никој и не мислел дека ќе дојде, ни на данајците тој ни на тројците помош да им пружи. Само што зар земјотресец на виглата не седел слепо, туку се пулел и гледал на нихната војна и битка од највисокиот врв на Тракијската планина сама, озгора, зашто од овде се гледала целата Ида и Приамовиот град и ахајските кораби вити. После покрај море седнал, срдејќи се страшно над Зевса, зашто ги ахајците жалел, што пак од тројанците страдаа. Сетне од стрмата гора со чекори брзи, тој слегол веднаш, та вишните врхој и целата гора се стресла од под безсмртните нозе на бојк Посејдон кога одел. 3 пати тргнал да појде, 4-тиот стигнал до крајот, Вајга, во морското дно, кај што славните дворци му биле, блескави цели од злато, нестрошливи сосем и вечни. Вамо тој дошол и в кола брзоноги коњи си впрегнал, кои што летале бргу и имале гриви од злато. В злато се облекол сиот и тој и златниот камшик сработен вешто го грабнал и в својата кола се качил. Преку браноите се загнал, а пред него морските зверки сите од дното надвор скакале, царот го познаа. Морето на две од радост се раздели. Коњите летаа сосема бргу, та сува останала бронзната оска. Седо ахајските бродои го носеле брзите коњи. В морските длаботи вирој се наоѓа пештара една широка, помеѓу Имбро со стрмите карпи и тенет. Бог Посејдон земјотресец ги отпрегнал коњите онде, од кога колата запре, и јас тие безсмртно пред нив ставил да јадат, а златни им подврзал на нозеврски јачи, што не можат зар да се одврзат ни да се скинат, за да го чекаат царот во хајскиот табор што пошол. Тројците пак како пламен на собрани или ковиор, спремни за љутиот бој го следеле Приамов Хектор, везден вревејќи, викајќи со надежда, а хајските бродои в плен да ги земат и во нив најарните ги избијат мажи. Но земјодвижниот бог Посејдон земјотресец ги бодрел тогаш аргејците своји, штом вон од длабокото море излегол, вликот и сјајниот глас прилегал на Калхант. Двајцата ајанти спремни за бој си ги ословил овој. Ајанти 2, ќе ја спасите пака хајската војска, не со студениот страв, но со својата јуначка смелост. Инаку ништо не се плашам јас од страшните тројци, што го преминале силниот зид со голема војска, зашто ќе ги сватат сите ахајците објалоносци. Туку се плашам да нешто не патиме пострашно ние, отипалавиот Хектор ги предводи нив како пламен, што од сесилниот Зевс се гордее дека е чедо. Вам пак на двајцата Бог нека в срцето некој ви стави здраво да стоите вие и водите вака и други, та ќе го одбиете веќе од вашите кораби брзи вака и смел некој маж, кого и самиот Зевс ќе го крене. Рече, и в час земјодвижниот бог земјотресец ги чукна двата со стапот и сосем со голема ги исполни храброст. Нозете тој и рацете ним им ги направил лесни. Самиот пак право горе ко брзо крил сокол си летна, што од високата карпа и стрмата горе се крева, за да се пушти да гони по полето помала птица. Така од нив Посејдон земјотресецот отиде веднаш. Прв пак од двата го позна пребрзиот ајант Ојлеев, та му проговори веднаш на Теламоновиот ајант. Ајанте, кога некој од бозите што Олимп го држат, сличен на пророк не викал да одиме бој кај бродоите, не беше тој врачот Калхант по птичиот лет што гледа, зашто јас одзади лесно кога одеше одвој го познав, нозете што му ги видов, зар бозите се разпознаваат? А пак и моево срце во миливе гради ме тера, сега се повеќе мене да в бој и во бојна се бијам, нозете оздола сами и рацете горе се движат. А Теламонов ајант му одврати нему и рече:
Околу копието сега и моиве раце се движат спремни за бој, те јас сум се расилел. Обете нозе с дола ме тераат мене, а и самиот копнеам силно с приемов Хектор, што пека едностојно јас да се бијам. Вака се збореле тие меѓу себе, разговарајќи, желба за бој сеќавајќи што в срцето Бог им ја всадил. А земјодвижниот Бог хајците назад ги терал, што кај корабите брзи го ладеле срцето мило. Заради тешкиот умор им капнала милата снага и им се пресекло срцето ним сосем, кога ги вишле тројците, како го прешле во множество силниот бедем. Кога ги гледале нив од подвегите ронеле солзи, заради ќе го избегнат злото си мислеле, но земјотресец среде им дошол и лесно јуначките чети ги бодрел. Прво тој дошол до Тевкра и Леита за да ги храбри, потем до силниот јунак Пенелеј, Тоант, Деипир, до Мерион и Антилох, до оние опитни борци. Подбудувајќи ги нив им проговорил крилатни зборови. Срамота, аргијски момци, со вашата борба јас мислев дека корабите наши да ги избавам сега ќе можам. Ако попуштите пак од претешката војна и вие, тогаш им осунал денот на тројците за да не свладаат. Олеле, чудо големо со очиве овде што гледам, страшно што никога јас не сум верувал дека ќе стане. Тројци до нашите бродови да досегнат, напред што тие личеле сосем на плашливи елени, што настануваат в гората плен на дивите чакали парди и волци. Не знаат зар да се бијат и одбранат, но само бегаат. Така и тројците напред не смееле да ги дочекаат силните ахајски раце во бојот близу ни малце. Сега пак с краја од градот крај витиве бродови се бијат поради војвода Лош, што попуштила војската наша и што се караат се и не сакаа војна да водат пред брзопловните бродови, но крај ними седат и гинат. Туку и ако е сосем на вистински виновен веќе цар Агамемнон Атреев, пресмелиот силниот јунак, зашто го навредил тој брзоногиот синок Пелеев, сепак не можеме да се откажеме никако од војна, но да лекуваме повчас, зар арните умои се лечат. Вие пак неарно веќе попуштавте в силната смелост, одлични сите бидејќи низ војскава, а нито пак јас не би се борил со маж, што во војната попушта мощне страшлив бидејќи. Но вам ви се в срцето сосема љутам. Страшливци веќе поголемо зло ќе сторите скоро со ова попуштање ваше. Но в срцето нека си секој срам и решителност кладе, зар голема борба се крена. Покрај корабите веќе прочутиот Хектор се бие силно, те искршил порти и долгите заворки сјехни. Вака викајќи ги кренала хајците Бог земјодржец. Околу 20 ајанти пак тога стоеле силни чети, што не би ги кудел ни самиот Арес да дојдел, ни бодрителката бојна Атена. Првите мажи ги пречекувале тројците заради дивниот Хектор, копие на копие крепејќи и штитови составувајќи. Едниот подпрен на друг, шлем на шлем, па и јунак на јунак. Коњоопашните шлемои до сјајните вршки до сега, како се нишале тие, се стиснале едни до други. Копијата пак од рацете пресилни им се допираа. Овие оделе право на душманот, спремни за борба. Тројците удриле први по дружина, пред нив бил Хектор, устремен напред за борба, кој тркале камен низ карпа што го истуркала долу поројната река од работ, штом неизмерниот дожд му го подкопал потпирот прво. Угоре скока и лета, а под неа гората бучи. Таја пак сигурно тече едностојно, дури да дојде врамното поле, а тога ќе подзапре макар и силна. Вака и Хектор нив ги застрашувал дека ќе дојде лесно до морето тој и до ахајските шатри и бродои, отепувајќи. Но кога со честите чети се судрил, застанал тој. А од спротив ахајските синови тога, размахнувајќи со мечот од две страни остари копја, го одбиле од себе него, а тој се тргнал и стресол. Тога се провикнал оној кон тројците сосема гласно. Тројци и ликици, вие и дарданци, борци од близу, трајте! Зар не ќе ме долго ахајците задржат мене, ако и да се кокула наместиле оние сега? Туку ќе одстапат, мислијам, пред копието, ако ме кренал верно најдобриот Бог, пребучниот сопруг на Хера. Вака велејќи на сите им подигнал срци и смелост.
Синот на Приам Деифоб со голема гордост отсреднив, штитот од секаде равен држејќи го пред себе стапил, та нога пред нога лесно криејќи се одел зад штитот. А Мерион тога го испружил кон него сјајното копје, го исфрлил час и по штитот од секаде равен го згодил. Туку не го пробил штитот од говедска кожа, но многу порано долгото копје се скршило в крај, а Деифоб ги исфрлил с краја говедскиот штит, зар го исплашило мощне копјето на Мерион воинствениот. Овој пак тогаш отстапил назад сред своите другари расарден страшно за изгубениот бој и за копјето што си го скршил. Појде тој в час до ахајските чадори и добродоите, за да од чадорот свој си го донесе долгото копје. Другите биеле бои, да се кренала ужасна врева. Тевкар пак прв Теламонов го отепал борецот Имбри, силниот менторов син, што бил мощне богат во коњи. Впедај си живеел тој пред ахајските синови да дојдат, а Медекаста ја водел во брачната ќерка на Приам. Но кога дошле данајските кораби длапчести и вити, назад во Или се вратил и бил сред тројанците најпрв, та што си седел кај Приам ко Синзаре овој го сакал. Него со долгото копје по дуото Тевкар го удрил, ги истргнал копјето, потем се утруполи овој кој јасен, кој што на врвот од ридот, што секаде с краја се гледа кутнат со секира в земји, ги приближил кревките лисја. Така тој падна, та цвекна шареното оружје бронзно. Тевкар се впуштил час по оружјето за да му го свлече, колку што стрчал, а Хектор го исфрлил сјајното копје. Туку од спротива видел и го одбегнал бронзното копје овој, та Амфимаха оној на Ктеата Акторов синот, како се враќал во бојот, со копјето по гради го удрил. Стропот и тој кога падна, оружјето на него звекна. Хектор се впуштил по шлемот од главата да му го сметне, што в слепочница стокмен на Амфимаха срчен му стоел. Ајан го испружил пак против Хектора сјајното копје. Туку не стигнало в труп, зар со страшната бронза тој сиот покриен бил, туку оној по папокот штитов го згодил, го иструкал него со сила, да тој се повлекол назад далеко од двајцата мртви, а хајците нив си ги тргнаа. Стихи и дивниот маж Менестеј, атињанските вожди, кон кај ахајската војска го слечкале тогаш Амфимах. Двајцата ајанти, жеljни за бој, го извлекле Имбрии. Како два арслана силни што грабаат коза со сила од белозабите пси и низ честата гора ја носат, горе држејќи ја неа над земјата в своите заби. Така го држеле горе и двајцата ајанти, борци, опрема преслекувајќи, а главата синот Ојлеев љут на Амфимах од кревкиот врат му ја пресече нему и како топка ја стркалја тој низ множеството неа. Таја до Хектора падна пред нозете долу во праот. А Посејдон веќе сега се насрдил срцето сосем поради смртта на внукот што в љутата битка си паднал. В час до ахајските бродои и чадори отишол оној да ги данајците бодри, а тројците турка во пропаст. И до Менеј пак преславниот копјаник в пресред му пошол од својот другар идејќи, што скоро од бој му се вратил ранет од љутата бронза зад колено. Дружбата него беше го донела од бојот, а тој пред да отиде в чадор викнал да лекари дојдат, зар копнеал уште за војна тој да се бие. Но нему му прозборил цар земјотресец, сосема сличен во гласот на Андрајмона, синот на Тоант, кој што на сиот Плеврон и на стрмиот крај Калидонски меѓу ајтолците царвал ко бог од народот честен. Критски предводниче, кај се заканите и до Менеју, што против тројците еднаш ахајските синој ги рекле. Критскиот предводник и Доменеј му одвратил нему. Тоанте, колку што разбирам јас, не е виновен сега ни еден маж, зашто знаеме бој да биеме сите. Никого смртниот страф не го зафатил нито пак леност, за да од врлата војна си побегне. Туку што така му се бендисало зар на семоќниот синок на Крона, с крајот Арк да ги сотреа хајците неславно овде. Туку ти Тоанте, кој што си бил добар борец и напред, така и сега не попуштај ти, туку бодри ги сите, штом ќе си догледаш пак дека попуштил некаде некој. Потоа пак Посејдон земјотресецот одвратил дума. Да не би се вратил веќе од Троја тој и до Менеју,
но да би останал овде и играчка станал за псите, кој што би попуштил баш да во битката денес се бие. Туку со оружје вамо приближи се, зашто е нужна брзина сега, ако овде од некаква полза сме двајца. Зашто во друштво се храбри и сосема послаби мажи. Ние пак знаеме двата да биеме бој и со силни. Вака велики Богот во машката битка се вратил, и Доменеј пак си отишол в час во стројниот чадор, опрема красна си наврел на снагата и 2 копја зграбил. Потем се впуштил ко молња, што Зевс од олскавиот Олимп, штом ќе заврти добро во својата рака ја фрља, белег за луѓето смртни, во нејзините престјајни лачи. Така му светеше тучот на градите, како што трчал. Него го пресретил пак Мерион, честитиот слуга, близу до самиот чадор, по бронзното копје што одел. Силниот Идоменеј му проговорил тогаш и рекол: Сине на Мол, Мерионе брзоноги, другару најмил, зошто си дошол ти вамо и оставил бојна и борба? Дали те раниле тебета врхот стрелате мачи? Или со некаква вест си ми пристигнал? Зашто јас не иќам в чадорот внатре да седам, но копнеам силно за борба. Умниот пак Мерион му одговорил нему и рекол: Челничи Доменеју од критските панзироносци, доаѓам ако ти в чадор останало некое копје да ми го дадеш, зашто јас сум го искршил моето веќе, кога го удрив по штитот Дејфоба, силниот јунак. Критскиот војвода и Доменеј му одвратил нему: Ако ти треба и 1 и 20 копија ќе најдеш, кои што в чадорот стојат крај оние пребели ѕидови, што сум ги свлекол од тројци убиени, зашто јас не знам битки биејќи да стојам од непријателите с краја. Зато имам јас копија и папчести и штитови полно, уште и шлемови разни и олскави околупи сјајни. Умниот пак Мерион му одговорил нему и рекол: Јас во чадорот мој и во црниот кораб си имам оружје полно, од тројците плен, туку не ми е близу. Чинам и јас дека не сум заборавил сега на борба, туку сред првите стојам во битката, славна за мажи, секогаш кога ќе дојде во тешкава војна до борба. Ако ли може би друг од ахајците панзироносци не знае дека се борам, но верувам ти дека знаеш. Критскиот војвода и Доменеј му одговорил нему: Твојата храброст ја знам што се потребни зборои за тоа, зашто се зберевме сега најдобрите покрај бродоите в заседа, кај што се гледа најубаво машката храброст, веднаш ќе видевме кој е маш страшливец, кој ли е храбар, зашто страшливиот онде ја менува бојата сосем. Ниту пак паметна мирно во главата нему му стои, туку подклекнува тој и на обете нозе се мести, а во неговите гради и срцето силно му тупка. Како да гледа во смртта му баботат забите в уста. Храбриот пак, штом ќе седне в јуначката заседа еднаш, ниту се плаши тој моште ни менува својата боја, туку ќе посака в час да во љутата битка се смеша. Не се заукор пак овде ни твоите раце ни храброст. Ако те ранат одблизу во борбата или од скраја, не би те сгодиле назад во плеќите или во тилот, но би те удриле тебе во градите или во меот, зашто ти одиш се напред сред првите борбени редови. Но да не збориме веќе ко безумни луѓе за ова овде стоејќи, да нас не искара некој со право. Туку ти појди си в чадор и земи го тешкото копје. Вака му одвратил, а Мерион, прилегајќи на Арес, веднаш од чадорот свој бронзовото копје го зграбил, тој и пои Доменеја за бој копнејќи се брзал. Каков што е, кога оди бој мажоморецот Арес со негов Фобос, неговиот син и бодар и храбар, заедно е што е кадар да исплаши и најсилен борец. Против ефирците пошле од Тракија овие двава или на флегијците смели, но пак ниту овие тога не ги послушале двата, а чест им дале на други. Вакви баш и Мерион и Доменеј, полководци, пошле во бој наоружени двајцата в блескава бронза. А Мерион тога прв му прозборил збор и му рекол: В кој дел си решил да влезеш еј ти Девкалионов сине? Средина или пак десно од целиот полк, или лево? Зашто не ги гледам сега на ниједна страна јас дека не знаат битка да бијат ахајците причиноносци. Критскиот војвода и Доменеј му одвратил нему: Владите има и други што можат да помогнат овде,
Двајцата Ајант и Среднив и стрелецот најарен Тевкар, што сред ахајците тој и за бојот близу е добар. Та ќе го наситат тие штом копне е доста за војна, Хектор, синот на Приам и сосема силен бидејќи. Та не ќе сполучи лесно при се што е стрвен за борба, никна да победи снага и несовладливите раце и да ги спали бродоите. Ак самиот Зевс, синот Кронов, не фрли борина внатре запалена в брзите бродои. Ајант не би пошол назад, големиот син Теламонов, пред кој да е маш смртен со Деметрин плод што се храни и што се руши со копија и големи камења лесно. Не би се повлекол тој ни пред Ахила јунокоморец во онаа борба од близу, а в трчање не му е равен. Држи се вамо ти лево од војската, за да што повчас видиме дали друг нас или ќе сладаме ние пак други. Вака му одвртил тој, Мерион пак, личејќи на Арес брзиот, заминал прв до војската кај што ги пратил. Кога пак и Доменеја го виделе силенко пламен, него и слугата негов со ќитното оружје красно, сите се собрале ведно и заедно на него пошле. Среднив застанала борба за самите броди од близу. Како што кога ќе удрат под шумните виори ветрој и по патиштата тога се подига полно прав силен, од истовремено тие накреваат облаци праои. Вака и бојот се крена, а копнееле оние сите еден со друг да се колјат со лутата бронза во бојот. Човекоморната битка со долгите копја се почна, што си ги држеле спремни да удрат и прережат кожа. Сјајниот блесок од бронзани шлемови и оклопи чисти и од светнатите штитои им го одземал одеднаш видот ним, кога оделе ведно, та пресмело срце би имал кој што би уживал тога и не би се смајал од жарот. Двајцата синови силни на Крон со различни мисли тешки им готвеле маќи на оние јунаци смели, зашто за тројците Зевс и за Хектора победа спремал за да го прослави Ахил пребрзиот. Не сакал заре тој да ја уништи сосема хајската војска пред Илии, туку на Тетида тој и на сина е почест им чинел. А Посејдон кај арѓејците пристигна с кришум идејќи горе од сивото поле да им помогне. Тешко му било тројците нив да ги бијат, срдејќи се мошта над Зевса. Аки да имале двата род исти потекло едно. Сепак бил Зевс роден прв и повеќе работи знаел. Затоа тој и се пазел да ним им помага јавно, но ги подбуцнувал тајно и секога преправен в човек. Та сменувајќи го крајот на борбата јуначка тие и на крвавата војна, го вртеле во обете страни, нескршлив, нерешлив везден што мнозина пратил во неврат. И Доменеј им препорачал пак на данајците тога, и макар белокос бил, тој на тројците рипне и ги збрка. Готепа од Трионе и Кабешанецот, градот што седел и што на гласот за војна бил од скоро дојден во Троја. Од Приамовите ќерки и личната Навид, Касандра, без мираз оној ја питал, а ветувал големо дело, дека ќе ги истера тој ахајските синови од Троја. Затоа стариот Приам му обетил да му ја даде. На ветувањата пак верувајќи им оној се борел. И Доменеј го наперил на него сјајното копје, и како идел, го удрил и отепал. Не можел него оклопот бронзан да спречи, но вмев му се забило среде. Јакнал тој, кога се срушил. Се пофалил оној и викнал: Од Трионеју, од сите јас најмногу тебе те славам, оти на вистина, се што на Дардонов Приам си ветил, си му го исполнил сега, а ќерката тој ти ја ветил. Но што ти ветивме тебе, ќе извршиме сега и ние. Ќерката синот Атреевна и личната ќе ти ја даде доведувајќи ја неа од Арг, да се жениш. Сал со нас, ако го заземеш ти градот Илион, населен добро. Туку ај дојди до брзите кораби, да околу бракот се договориме ние, зар не ќе сме скржави сватој. Вака велејќи го свлечка од битката за нога него, јунакот и Доменеј. Туку во одбрана Асии му дошол пеш пред неговите коњи, што в плеќите тие му дуваа. Коњите слугата возач ги држеше, оној пак пекал и Доменеја да гудри, туку овој го престигнал него. Го удрил со копјето в грло под брадата. Тучот го пробил. Падна ко некаков даб, или топола кога ќе падне, или ко висок бор, што со своите 4 остри мајстори в гора го сечат да направат од него кораб.
Така пред коњите спружен, пред колата лежал и овој, крцкал со заби и праот со рацете крвав го гмечал. Возачот негов го изгубил разумот напред што го имал, но не смо осмелил тој да ги заврти коњите назад и да го избегне врагот. Пресмелиот гудрил Антилох него со копјето среде и пронизал. Панцирот него бронзан не го спречил никак, но вмев му се закачи тоа. Така збигајќи и овој од стројната кола се сруши. Коњите тогаш Антилох, пресрчниот синок на Нестор, ги извел низ тројците самко на хајците објалоносци. Тога Деифоб дојде мене и се приближи сосем, заради Асија љут, да го исфрли сјајното копје, туку од спротива видел и го одбегнал джилитот бронзан и до менеј. Зар зад штитот од секаде равен се сокрил, што си го носеше овој. Од говецки кожи бил штитот обложен в блескава бронза, а однатре имал две дршки. Под него сиот се собрал да пролета джилитот бронзан. Суво му задзвонил штитот од копјето кога го чукна, што не го исфрлил в празно од тешката рака Деифоб. Так што го згодил Хипенсора Хипасов, прв полководец, подградив црниот дроб, да завчас му го прекинал векот. Тога се пофали мощно извика силно Деифоб. Сега не ќе лежи аз и неодмазден, зашто ми се чини дека при се што ќе стигне до силниот вратар на Аид, сепак со радосно срце ќе отиде. Дружба му дадов, вака тој рече, а ова на аргејците тешко им падна. Најмногу пак на Антилох борбениот срце му жегнал. Туку и ако бил скрбен, не го тратил тој својот другар, но си го заштетил в час и од секаде покрил со штитот. Двајца другари верни го дигнале на плеќи потем, милиот Ехиев син Мекистеј и дивен Аластор, та конкорабите вити го носеле задихан тешко. И до мене пак не попуштал никако, туку се готвел или од тројците некој со ноќ да го покрие темна или да самиот падне, од смрт бранејќи ги своите. Тога тој милиот син на Сиет, прехраненикот Зевсов, добриот јунак Алкатој, што зет бил овој на Анхис, за Хиподаемеа тој најстарата ќерка ја водел, што се ја љубеле татко и господја мајка од срце в својата куќа, зашта ја по красота, дела и памет ги надминувала сите си врснички. Затоа неа и тој си ја добил најарниот маж во ширната Троја. Тога под Идоменеј Посејдон го надолел него, светлиот вид му го зел и му изврзал раце и нодзе. Та ниту назад да бега, ни пак да се помрдне можел, туку ко некаков столб или дрво со високи ветки него неподвижен сосем, со копјето сред гради гудрил, јунакот Идоменеј, и му растинал околу трупот панзирна риза, што напред го бранела него од пропаст. Тога задзунила суво, врз копјето стината сета. Стропот и тој кога падна, а копјето в срце се срина, кое тупкајќи му силно, го тресело целото копје. Најсетне пак се примирила в час жестоката битка. Идоменеј се возгордеал баш и извикал гласно: Дали Деифобе сега ќе сметаме дека се доста, тројца за еден да умрат? Штом ти си се пофалил вака, бедниче, туку и ти ја излези ми пред мене сега, за да на господат Зевса го обидеш каков е родот. Тој прво Миноја цара, пазителјот Критски го родил, Миној пак го родил со својот безпрекорен син Девкалион, а Девкалион над сите да царува мене ме родил в ширниот Крит, што ме сега корабите донеле вамо тебе, на таткот и твои и другите тројци за пропаст. Вака му рекол, а тога на две Деифоб се думал. Или да се поврати назад и некого од храбрите тројци земе за помошник свој, или сам да се обиде овде. Вака думајќи се тој, му се видело поарно нему сам да и неа да појде. Го пронајде в крајот од купот застанат, оти бил гневен на дивне го пријама везден, што и ако бил јунак сред мажите, не му дал почест. Тога му пришол на Инеја и крилатни зборој му рекол: Војводо Тројски Ајнеја, да помогнеш сега ќе треба бргу на зетти, ак нешто за својата роднина болиш. Туку да го одбраниш дојде Алкатоја зетти, што еднаш тебе те одгледал тој, како малечко дете во домот, и до мене и копјоносецот преславен сега го свлекол. Така му рекол и духот во градите тој му го кренал. Овој пекајќи за борба по Идоменеја се загнал.
Идоменеј не побегнал пак како малечко дете, туку конерес див што е уверен в својата снага потера силна од мажи, што на него иде ја чека в пустата гора. Четината пак му се кренала нему. Во очите огон му свети, а забите оној ги остри силно пекајќи да псите и момците ги истера с краја. Така и Идоменеј не отстапувал. Туку го чекал брзиот борец Ајнеа, а своите другари потем ги извикал оној. Аскалав и тој Афареј и Деипир, и Мерион и Антилох, највештите борци од сите. Тога бодрейки ги нив, им проговорил крилатни зборови. Дојдете, другари, сам не пуштајте ме, зашто се плашам од брзоногиот борец Ајнеа што сега ми иде, зашто е тој мошне кадар да убива мажи во бојот, од евцутната младост, што дава најголема снага. За раковрсници ние се родевме со оваа смелост, в час или тој или јас ќе стечевме силната слава. Вака им рекол, а тие со еднаква решеност сите дошле до Идоменеа на плеќите штитој држејќи. Нимиот спротив Ајнеа другарите свој ги бодрел на Кајдеифоб и Парис на Агенора дивен гледајќи тие предводници троиски што со него биле. А по нив одела војската Сета, как овци по предводник Овен, кога напоил одат, а овчарот весел се враќа. Вака се израдувал зар и Ајнеа во своето срце кога војничкиот одред го догледал, како му следи. Овие околу трупот на Алкатојас долгине копија стрчнале во орба од близу, а околу нихните гради тучот им дзунел, што еден на друг сред множеството фрлјаа копја, а двајца сред нив најодлични борци од сите, Идоменеј и Ајнеа, и двајцата рамни со Арес рипнале еден на друг да со црната бронза се бијат. Копјето прв Ајнеа го isfрлил в Идоменеја, туку го догледал овој и одбегнал бронзното копје. Врхот од копјето тога се закачил в земји и нишал. Копјето попусто нему од тешката рака му пошло. Идоменеј пак го удрил Ојномаја среде во меот. Пукна панзирната плочка, му ги истори бронзата дробот. Овој се сруши во правот и земјата с рака ја фати. Идоменеј пак од трупот му ги извлече долгото копје, туку тој не можел нему од плеќите да му го свлече другото оружје красно од силните стрели и копја. Зашто не му биле веќе ни нозете сосема цврсти, ниту по копјето свое да прискокне, ниту да бега. Затоа в блискиот бој тој го одбивал црниот денок, нозете пак не го носеле вон од војната веќе. На него тогаш Деифоб го isfрлил кој што му идел сјајното копје, зар не му едностојно овој му вријал. Но не го погодил него и пак, туку го удрил Аскалав, синот на бог Ениали. Из рамото тешкото копје пројде, тој падна во правот и земјата с рака ја фати. Силниот прешумен Арес зар немаше разбрано уште ништо за сина си овој свој, дека в љутата битка му паднал, туку на врхот од Олимп под златните облаци овој седел од волјата спречен на Зевс, и другите кај што бесмртни богови биле спречувани с краја од бојот. Оние пак крај Аскалав се фрлиле в борба од близу. Тога Деифоб го грабнал светкавиот шлем на Аскалав, а Мерион со копјето пак како брзиот Арес рипнал и в мишка го ранил. Од раката онему шлемот браздест со 4 чунки му одлетал долу и звекнал. Но Мерион тога рипнал и пак, како некаков јастреб, и од подмишката нему му го извлекол тешкото копје. После се повлекол назад кон дружбата. Потоа Полит го обгрлил братот Деифоб со рацете околу трупот и од зловештата војна го извлекол, дури да дојдат брзите коњи, што надвор од војната веќе и бојот нему со вештиот возач и китната кола му биле. Овие него го занесле в град, а оној се мачал тешко збихајќи, па крв од ранетата рака му текла. Другите воделе бој, да се кренала безмерна бука. Тогаш Ајнеј на Фареја Калеторов веднаш му рипне и, кога тој му се сврте со копјето в грло го удри. Главата в другата страна му свиснала, штитот и шлемот паднале, а душогубната смрт го совладала сиот. Тога Антилох, мерејќи го тоона како се свртил, рипна и гудри, та в час му ја пререза вратната жила што преку плеќите оди и доаѓа дури до вратот. Тој му ја пресече сега. Се струпули оној во правот на теме, испружувајќи кон милата дружина раце. Рипнал Антилох
и зел да му оружје трга од трупот добро пазејќи, а тројци наоколу полно од сегде ширниот шарен штит му го удирале, а кревката кожа не можеле да му ја драснат со грубата бронза на Антилох, зашто од сегде го бранел тој бог Посеидон земјотресец, синот на Нестор. И ако го псипале стрели од сегде, заре без душмани тој не бил никога, туку се вртел сред нив, а копието не му било мирно, но везден туку го тресел и вртел со својата памет кроејќи, или да го изфрли него, или в бојот близу да влезе. Туку сред силната војска го дошикал него Адимант, синот на Аси, што го удрил со љутата бронза сред штитот, навалувајќи одблизу, туку ове му го истапил врхот силниот бог Посеидон, за животот негов жалејќи. И половината горе од Антилоховиот штит му му била кон нагорен кол, а другата падната в земја. Тога кон дружбата овој од смрт бегајќи се тргнал. Но Мерион, следејќи со копието, по него гудри помеѓу срамните места и папокот, каде што Арес најтешката бојната рана за кутрите смртни ја сторил. Копието внатре му пројде, го занесе него, а оној треперел околу него ко вол, што го ведари в гора вјажиње изврзан сиот, го тераат него и влечкаат. Вака и тој сега ранеци треперел, туку за малу дури не му дошол нему и копието тркнал од трупот јунакот смел Мерион. Нему очите мрак му ги покрил. Хелен де Ипира пак в слепоочница го удрил од близу со огромен тракиски меч. Та четворниот шлем му го разбил. Овој му летна и падна на земјата. Некој пак борец ахајски како се тркаljал тој меѓу нозете годнел. Оне му пак црна ноќ му ги покрила обете очи. Синот Атриев Менелај прочутиот борец се косел. Пошол со закани тој против храбриот господар Хелен, со острото копие мафтајќи, а тој си го извлекол лакот. Двајцата вистиот миг се стрчале, едниот остро копие сакајќи да метне, а другиот стрела од лакот. Синот на пријамо прв по градите го удрил со стрела право в панзирната длапка, но одлета пустата стрела. Како во велјата бавча од чирната лопата надвор црниот граор што скока и жолти од сланото клета, теран од шумниот ветрец и од силата на вештиот веач. Така од панзирот тога на славниот јунак Менелај летнала љутата стрела, отфрлена сосема с краја. Потем Менелај Атриев, прочутиот борец, ја згодил онаа рака, што лакот го држала изделкан красно, да му се провлекло влак и низ раката бронзното копие. Тога кон дружбата назад се повлече и спаси од смртта, туку со бисната рака, а копието се му се влекло. Тога од раката не му го извлекол срчен Агенор. Раката тој му ја врзал со сукана волна од овца в праќа, што верниот слуга на својот господар ја носел. Потоа пошол Пејсандар на славниот јунак Менелај. Заре го водела в пропаст судбината црна на смртта, за да го владаш Менелају ти во ужасната битка. А кога еден до друг се приближиле овие веќе, промашил синот Атриев, та копието прелета покрај. В штит пак Пејсандар го згодил Менелаја, јунакот славен, туку не успел тој да го пробие сосема тучот. Јакиот штит заре спречил, та копието в крајот се скрши. В умот си израдувал овој на победа помислувајќи. Синот Атриев го тргнал скованото копие со сребро и на Пејсандра му скокнал, но извлекол тој од под штитот секира красна, од сработен туч со маслинова држка, долга, изделка на вешто, и двајцата близу си дошле. Овој по рогот од шлемот со пелюшка конјска го удрил горе под самата вршка, а овој пак онега в чело, горе над носот, та коската пукнала, а ночите нему крај нозе долу во прават му паднале крвави двете. Овој се свиткал и паднал, оној пак в гради му стапнал, оружје свлекол од мртвиот труп и се пофалил после. Вака ли тројанци горди, ненаситни в страшната битка ќе ги оставите сега данајските кораби брзи? Вие сте знаеле еднаш за гадости и срамоти други, што сте ми донеле мене, о, погани кучки, та ништо не се од гневот на грбникот Зевс оплашевте вие, што ќе го урне гостинскиот Зевс еднаш градот ви висок. Зашто законитата жена и мојата посадка силна сте ми ја грабнале дрско, при се што ве гостела таја.
Сега пак пекате вие и в нашите бродови брзи горещ да кладете огон и нас да не сотрите сите. Туку и ако сте силни, ќе папсате еднаш од бојот. Оче мој Зевсе, те викаат, најумен тебе од сите мажи и бесмртни бози. Туку од тебе ова е сето. То ти му годуваш ти на безочните тројанци везден, што им е срцето сосем неправедно. Не можат заре да се изнаситат тие од војната тешка за сите. Зашто се наоѓа ситка од се, и од сон, и од љубов, и од безпрекорно оро, и убава пресладка песна. Секој зар повеќе сака да насити срце со тоа одошто со војна, но тројците в бој се неуморни везден. Вака велејќи крвавата одора в час му ја свлекол славниот јунак Менелај и дал на другарите своји. Потоа повторно појде и сред првоборците влезе. А Харпалион му изрипал в час од крајот Пилајмен, синот, што од татка си Мил го придружувал за да се бие в Троја. Но повторно овој в татковина не стигнал назад, зашто го згодил сред штитот со копието тогаш од близу синот Атреев, но не можел тој да го пробие сосем. Та кон другарите назад се повлече и спаси од смртта, сегде гледајќи да некој со туч не му досегне снага. По него пак Мерион му ја испуштил бронзната стрела, го удри по десниот бут, та му помина стрелата сосем дури в противната страна, под коската в бешика внатре. Оној на рацете паднал кај милите другари веднаш, издишувајќи тој лежал на земјата, спружен ко црвец. Црна му течела крв и ја квасела сувата земја. А пафлагонците срчни се бавеле околу него. Потем го качиле в кола и пренеле светли од Тилии, сосема скрбни, а со нив и татко му одел и плачал. Не гледал отплата зар западнатиот син од нигде. Туку за овега Парис се насрдил сосема в срце, зашто му бил нему гостин сред силниот бој пафлагонци. Зашто разгневен мошне бронзовата стрела ја пуштил. Некој Евхенор, на лекарот син, на Полиид, бил онде сосем богат и силен, што дом си имал во Коринт. Добро до судбината смртна знаејќи ја в кораб се качил. Често му зборувал нему пред добриот царец Полиид, тој дека или во домот од тешката болест ќе умре, или во хајските бродови тројанците ќе го совладаат. Затоа овој се пазел од тешката ахајска казна и од ужасната болест од страв да не настрада нешто. Туку под вилица го удрил по дувото, духот пат негов веднаш го напушти трупот, а мрак него грозен го покри. Вака се бореле тие когон живожарен тога. Хектор, миленик од Зевсов, пак не беше чул, ниту знаел дека од корабите лево аргејците му ги сотираа четите и дека скоро ахајската слава ќе дојде. Така аргејците зар земјодвижниот бог земјотресец тога ги бодрил и бранел со својата божеска снага. Хектор пак, каде што скокнал, кај зидот и портите стоел, честите данејски 4 рушејќи ги од штитоносци, каде што на Протесилај и на Ајан корабите биле добро засолнети, в крајот немирното пенливо море. Преку пак најнизок зидот го кренале, ондека биле најожесточени мажи и никните коњи во бојот. Онде бојотјени били и онјани с кошули долги, локрани, втијани покрај и оние славни епејци. Тешко ги бранеле тие од дивниот Хектор бродоите. Ниту да го одбијат могле, зашто удирал силно ко пламен. Ондека најпрви биле атинските борци, а сред нив предводник бил Менесеј Петеојев. Овега тога го придружувале Фејдант и бодриот Бијант и Стихии, а пред епејците Мегет, Филеид, Амфион и Дракии. Биле пред втијците Медонт и непобедливиот Подарк. Медонт си бил од Ојлеа божескиот вомрачно чедо, полубрат на Ајант, но живеел тој во Филака и с крајот татковината своја отимал убиено човек. Од Ереопида, брат од Маштеја му што си ја држал оној Ојлеј, а Подарк од Ификла Филаков син бил. Овие тога пред втијците пресречни се на оружаа и с бојотјаните ведно ги бранеа своите бродои. Ајант пак брзиот син на Ојлеј не се наоѓал тога с краја од другиот Ајант, од синот на Теламона, туку ковнива два вола винобојни што си го влечат сложно стегнатото рало, а околу нихните рогој, долу од самиот корен им извира пот како река.
Нив ги разделува двата сал јаремот изделкан вешто, кога низ нивата газат до меѓата да ја изораат. Така и оние биле, одејќи си сосема близу еден до друг. Оној на Теламон го следела силна војска од пресмели момци, што го имале калкан од негов, кога неговата снага се топела в пот и од умор. Срчниот Симпа кој лее во краните не го последваа, зашто на срцето ним не им лежала борба од близу, оти си немале шлемојот туч со перушки конјски, ниту јасенови копја, ни убави колцести штитои. Туку во праќот волна усукана добро и влакој вербе имајќи си дошле во Илион. Подоцна тие често ги фрляле нив и ги рушеле тројските чети. Тогаш и двајцата напред во своето оружје светло, со бронзошлемниот Хектор и строиците биеле битка. Тие ги годеле с кришум се одзади, тројците веќе не го милувале бојот, зашто стрелите нив ги смајуваа. Тога од брзите бродои и чадори тројците с краја ќе се повлеча срамно кон Илион ветровит мошне, да Полидамант не дојдел до храбриот Хектор и викнел: Хекторе, не знаеш ти да поуќите ум не ги слушаш, зашто ти дал тебе Бог да се разбираш в битки и војна, затоа ти и по памет на другите себе се слагаш. Туку не ќе можеш ти да го постигнеш сам тоа сето. Бог зар на еден му дал за бој и војна да знае, едне му ора и игри, а друге му свирка и песна. Друге му пак громогласниот Зевс глава разум му ставил добар, за од него полза да имаат мнозина луѓе. Вакови градови ќе спаси одлично ова го знае. Сега ќе кажам пак јас како ми изгледа најарно мене. Секаде околу тебе се разгорел бојниот венец, а срчовитите тројци на бедемот горе штом дошле, едни застанале в крај со оружјето, други се бијат помал со поголем број растурени покрај бродоите. Туку потргне се ти главатарите, викни ги вамо. Потем ќе можеме ние да решиме в целиот совет, дали да удриме баш многоседните кораби сега, сала ако Бог сака сила да подари, та од бродоите пак ќе се вратиме ние неранети. Зашто се плашам јас, да не нешто го вратат ахајците долгот од вчера, зар кај корабите чека ненаситен јунак од војна, што не ќе престане, мислам, тој никако сосем од борба. Ваков збор Полидамант, а Хектору добар се виде. Веднаш од колата тој со се оружје на земја рипна, да му проговори нему и крилатни зборои му рече: Ти, Полидаманте, овде најарните бави ги сите. Јас пак ќе отидам таму, да подготвам битка и војна. Штом ќе ги наредам добро, јас час ќе се вратам од онде. Рече и навали веднаш кон некаква планина снежна, викал низ тројците тој и помошните чети ги бодрел. Овие пак до јуначкиот маж Полидамант Пантоев сите се стрчале в час штом го дочуле гласот на Хектор. Овој Деифоба тогаш и силниот господар Хелен, синот од Аси Адамант и Асија, синот од Хиртак, барал да се негде ги најде низ првите редои шетајќи. Туку не ги нашол тој неповредени сите ни живи, едните за дахајските кораби лежале веќе мртви, што векот ги изгубиле свој под аргејските раце. Другите од копја и стрели крај бедемот ранати биле. Бргу на левата страна од плачниот бој си го нашол дивниот брат Александар, на личната Елена мажот, кај што ги бодри и води другарите свој во борба. Тој му се приближи тога и прозбори зборови грди. Пари се проклет, ти навидум прекрасен, женкар, лажу. Кај те е тебе Деифоби силниот господар Хелен, синот од Аси Адамант и Аси, синот од Хиртак? Кај ти од Трионеј? Сега пропаднал сосема веќе вишниот Или и тебе ти престои сигурна пропаст. Нему му одврати пак боголикиот маж Александар. Хекторе, што си расположен ти да го обвинуваш невин? Некога вистина јас сум се повеќе тргал од бојот. Туку ни мене не ме роди мајка ми сосема страшлив. Зашто од кога ги собра другарите в бој кај бродоите, од тога јас со данајците овдека војувам везден. А јас за другарите ти што ме прашуваш, сите изгинаа. Двајца се спасиле само, Деифоб и храбриот Хелен. Туку од долгите копја се ранети врака и двата, само што синот на Крона ја одвратил смртта од двата. Сега поведеме ти кај што душа и срце ти сака.
Ние пак сосем радо ќе следиме, ниту пак мислям дека ќе немаме смелост, доколку ни остана сила. Зашто од силите надвор не ќе можеш што и да сакаш. Јунакот вака велејќи му го уверил умот на братот. Отишле каде што бојот и борбата најжешки биле, кај Полидамант, одличниот маж, и покрај Кебрион, и покрај Ортај и Фалк, Полифет, приличниот Богу, Палмис, Аскани и Морис, синовите на Хипотион, што од Асканија дошле, од плодната земја, на смена сите претходниот ден, кога Зевс ги спотерал в борба. Овие отишле в час како виорен ветер и бура, што под Зевсовиот грмеж низ полето долу се спушта, да се со грамаден букот со морето меша и многу бранови згрбени внатре, во морето шумно и бучно вријат и бели од пена се влечкаат едни по други. Така и тројците полно пристигнале едни по други, сите блескајќи во туч со војводите оделе ведно. Хектор пак, синот на Приам, кој на коморецот Арес прв бил, а пред себе штитот од секаде равен го држал, дебел од многуте кожи и опкован сиот во бронза. Над слепочници горе блескавиот шлем му се нишал. Тој ги обидувал сегде ахајските чети врвејки, да не ги застраши нив да се повлечат скријат зад штитот, тук не ги сплашил срцата тој на ахајските борци. Ајант пак пречекувајќи го прв го предизвикал смело. Пристапи, чудесен мажу, аргејците зошто ги плашиш попусто ти? Кога не сме ни невештини ево војна, туку ахајците Зевс со погубни од камшик ги сладал. Или се надеваш може би ти да ги сотреш бродоите, туку и нашите раце за одбрана сосем се спремни. Но многу порано градот ваш населен добро ќе падне сосем под нашите раце и в час ќе го урнеме него. Туку и тебе ја сега ти кажувам, дека ти скоро отецот Зевс ќе го молиш и другите бози бегајќи, убавогривите коњи кои јастреби брзи да ги имаш, за да те одведат в град по полето прави кревајќи. Колку го дорекол тоа, а на десно пролета птица, високолетниот орел, та кликнала ахајската војска, подра од добриот презнак, а светлиот Хектор му вратил. Ајанте, брбливче, пости горделивче, што ли си рекол? Нека би вака јас син на егидоносецот Зевс бил целиот век и да таков ме родела господја Хера, и да ме како Атена почитали како Полон, како што ој црн ден на аргејците сите ви носи несреќа велја, а сред нив ќе загинеш ти, ако само смееш да долгото копје го дочекаш, што ќе ја здере кревката кожа, та тројските пси и птици ќе гостиш со твоето сало и месо зад брзите ахајски бродои. Вака велејќи тој појде, а тројците по него ведно следеле с огромна врева, а народот одзади викал. В части од другата страна аргејците викале ведно, та го дочекале смело најсилниот тројански напад. Шумот од обете војски до Зевс и до етерот стигнал.